стомак како посебна мускулна група. Дали треба да се работи сам, дали треба да се работи заедно со некоја друга мускулна група, сосема зависи од вас, но практично е да го обработите заедно со нешто. Како например јас го правам заедно со гради. Не е исплатливо, мислам исплатливо, но до вашето само време и организација, дали имате време да дојдете во теретана за посебно да направите стомак, пред се која е таа дисциплина, некој да дојде и да направи само стомак и да се отиде без нешто друго. Друго, треба време за да отидете и да направите посебен ден само стомачни. Најчесто ќе го убаците заедно со нешто и доволни се 4 вежби најчесто за да се изгради и зајакне самиот кор. Кога мислам на стомачни, не мислам само на оние 6 коски што се гледат. Имаме од страна вежбата Russian Twist, тие ги погаѓа најдобро. И тоа е тоа. Јак стомак не ни треба само за изглед, не треба и за помош на јаки вежби, како што се deadlift, bench, ни треба за контрола при згибови, при руски згибови. Не треба да се рипа и секогаш зависи од вашата диета. Така да не рипајте стомак и живеете во видеото. Денеска видеото помина солидно, ефикасно, брзо, онака како што треба да помине еден ден за стомак. Вежбите кои ги правев беа за да се погоди повеќе централниот дел на стомачните, нема централен, туку така си го поделив. Правев стомачни, правев кранчес со тежина и правев стомачни полукранчес на машина. Зашто овие три, зашто не пленк, зашто не leg raises? Просто поради тоа што ги менувам. Вежбите за стомак не треба да бидат некоја тешка филозофија, да ве збунат или да ги мислите многу, да ги менувате со серии, со репс. Туку само може да си одредите 3 до 5, кои ќе ги ротирате во зависност од тренингот, денот, силата, мотивацијата, желбата, тој ден што сакате да погодите. Најчесто вежбите кои ги ротирам се пленк, leg raises на шипка, висечки, leg raises легнато, Russian Twist и кранчес и плюс стомачни. Значи гледате 6 вежби кои ги ротирам за еден ден за стомак да помине онака како што треба. Филозофија реков нема, џабе ќе го одолговлекувам крајот на ова видео. Тоа беше тоа, лајкнете, субскрибнете и се гледаме во наредното. Чао!